Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со пејачот Круме Спасовски, нутриционист Тања Турунџиева и Момчило Петровиќ, председател на Сдружение на пензионери од општина Кисела Вода. Останете со нас до 11 часот. Ние сме веќе расположени тука во студиото со гостите кои што имавте можност да ги видите во најавата, повторно интересни гости, различни професии, со многу убав повод кој што денеска еве тука се во утринска и ќе се дружиме со нив и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание како што тоа беше досега и рано наутро од 6:45, а секако во овој дел ќе ви бидеме вам домаќинки, а и на нашите гости, јас и колешката Цеце, официјално добро утро. Вирче, добро утро, поздрав до гледачите. Ние овде во студиото направивме веќе еден куп муавети со нашите гости. Верувам дека ќе биде доста интересно и забавно и во делот кој што ни следува. Верувам дека уживавте, како што каже Вирче, уште од 6:45 и дека ќе останете со нас до 11 часот. И како што е редот да им посакам уште еднаш топло добре ден. Така е, Цеце, веднаш до мене е Момчило Петровиќ, кој што е председател на Сдруженијето на пензионери од општина Кисела Вода, што се вели од моето мало. Добро утро, Момчило. Добро утро. Чест ми е денеска да бидам во Канал 5, најгледаната телевизија по моја проценка, најверојатно и по проценката на многу други. Чест и задоволство ми е што сум денеска во друштво со убавицата нашата господица Вера, со убавата Цеце и доенот на македонската народна песна господинот Круме и нутриционистот колешката Тања до мене. Ми е задоволство ми е денеска што сум тука и ќе се потрудиме на гледачите да им доловиме се она што досега го немат видено и слушното за особено за Сдруженијето на пензионери Кисела Вода. Веднаш до вас не е Тања Турунџиева, нутриционист, наш што се вели долгогодишен соработник и пријател на утринската Здраво Македонија, но еве одамна не сме се виделе што се вели вака во живо во студио и драго ми е што во утре си со нас. Добро утро, најнапред поздрав до гледачите на Канал 5. Добро утро до сите оние кои што не гледаат на малите екрани. Добро утро и на вас две дами и на господата околу мене. Да, многу ретко веќе излегувам на телевизија во живо. Многу често знам да ви дадам совети во утринската да пробудиме некоја свест за здрава храна и здраво хранење и да си го чуваме здравието преку храната. Така, затоа што здравието е пред се. И веднаш до вас ни е Круме Спасовски. Круме, добро утро. Верувам дека еве одамна не сме се виделе што се вели во студио, но пред неколку дена се видовме на Златна Бубамара. Добро утро. Добро утро и се разбира се што кажува моите колеги тука. Да не се повторувам јас. Истото тоа и го посакувам и на сите гледачи. Добро утро до вас како прекрасни водители и добро утро до Канал 5. Така е. Круме, навистина сте еден позитивен, харизматичен пејач кој што неговите песни долги години се слушаат во домовите на сите прослави. Еве на ова 29-та Златна Бубамара на популарноста се закитивте со награда Животно дело. Иако и тука ни е денеска еве таа Златна Бубамара. Иако ова не ви е единствена награда во животот, вие некако во кариерата која што веќе е 60 на години ја имате. Имате добиено многу бројни награди, но никогаш на некој начин, да кажам, не сте, условно кажале, трчале по тие награди. Никако се дадовте себе си на публиката, на создавањето на музика и едноставно сите тие признанија си дојдоа сами по себе. Познавајќи ве вие како водител, вие ме познавате уште подобро. Си што кажавте, како да ми ги земам чрез збороите од уста. Навистина е така, без малку, без 2 години, правам 60 години на естрадава. Да ти се множат. Фала, благодарам. Е така да Круме Спасовски некако не е тој тип на пејачи кај што трчал по награди, а интересна работа сите награди што се можни. Ова ми е валда 7 награда за животно дело.
спонтано, неспонтано ги имам добивано. Тоа е чудо нешто. Така да за сето ова што се случува и што се случи сега на Бубамара, тоа е сепак публикава и моите фанови што толку години ме поддржуваат. Се надевам дека ќе продолжам уште некоја година за да го направам јубилејниот концерт од 60 години на естрада. Секако ќе ве послужи и гласот, мислам што се вели и гласот и стасот, затоа што навистина сте во кондиција и секоја чест, затоа што естрадата наистина бара и енергија и присутност и не е лесно да се излезе нели на сцена и да се отпее во живо и да се направи сето тоа. Но она кое што сите ве паметат и некако песна која што одбележа вашата кариера е Чудна жена беше Вера. Така. Не случајно ова утро е заедно со Вера. Не случајно е ова утро заедно со Вера. Уште случајно Вера му ја додели наградата. Ете така. Не беше случајно и Вера што ми ја додели наградата. Така, да. Така да бевме и двајцата задоволни. Публиката не награди со прекрасен аплауз. Тоа ќе имаат можност гледачите да го видат Така, во недела на Канал 5 ќе можете и тие кои што не беа во салата да го погледнат 29-то издание на Златна Бубамара и да погледнат се што гламурозно се случуваше таму. Но кажете ние ете историјата за таа песна. Кога е всушност? Да, оти нели никој не знае дека уствари од Цариевски е таа некако. Не, Чудна жена беше Вера е создадена 74-та година, е снимана за РТБ. Така. Музиката и аранжманот ги пишуваше Хилми Баки, беше шеф на оркестарот на Салгиите на Македонското радио. Така. Текстот го пишувавме заедно со Дурче Мамедов. Така да таа песна ја снимивме за РТБ, тогаш во тоа време Сариевски беше продуцент за РТБ. Така да снимана е на сингел плоча. Јас нарочито на плочата се наводја 4 номери, меѓутоа Чудна жена беше Вера ја ставивме на Б страна, на А страна ставивме Тешко ти е сам сине мој, сметајќи дека таа ќе биде популарна. Така. Меѓутоа народот ја не е за кого е речено, за кого е печено. Така. Сега во прашање е Вера и сега вие како убавица во Македонија, ја добро кажав таму кога ми ја дадовте наградата. Сите Вери сте чудни. Да. Бар ја колку што познавам, а познавам многу. Јас сега да ве прашам која Вера беше чудна во ваше време и во периодот кога се вадела оваа песна? Добро, Чудна жена беше Вера, беше моја идеја да се напише песна за Вера. Така да сум благодарен на тоа име и драго ми е што таа песна толку години живее, што е најважно се уште се пее. Така, ама ја убаво кажав и на Златна Бубамара, дали е до името, до жената, до пејачот, до песната, како и да е, ќе се пее и понатаму. Кога смете кај музиката и кај песната, она кое што момчело може да се пофалите и дека Сдруженијето на пензионери во Кисела вода навистина се активни. Имаат доста, да речеме, такви активности кога станува збор за пење, игра, учествувате на одредени фестивали. Навистина сте активни како едно, нели, како друштво, односно како Сдружение на пензионери, иако се работи за трета доба. Многу убаво прашање и го очекував ова прашање. Најпрво една реплика на господинот Круме. Не е спонтано, ова е со подзаслужено, сосема заслужено. Да поминеме на делот кој што ме прашавте, јас 7 години сум, еве до април 7 пуни години сум председател, што значи тоа дека бев 4 години од 19 до 23 по притисок на моите председатели кои ги имам во ограноците. Председател остане, не остави сами, доека си ти тука, ние ќе бидеме тука, а дел може би и ќе бидат и после, но дел сигурно ќе замине. И јас тој предлог нивниот го прифатив. Да, го прифатив, продолжив да работам, но најголемо внимание што посветив
е на финансиот дел да Сдруженијето финансиски добро котира и успеа во тоа. Успеав да направам од Сдруженијето едно единство. Како едно семејство денеска вие да дојдете во било кој клуб, во управа или да појдете со мене да прошетаме, вие можете да видите дека секаде луѓето помеѓу себе се почитуваат, се дружат, спортуваат, имаат шах, табла, карти и ред други работи. И не можете да видите дека овие пензионери се собрани од повеќе семејства, од повеќе краеви, а колку убаво живеат. Тоа успеав да го направам и благодарејќи не е мој успех, тоа успехот е и на моите председатели и на мојот тим со кој што работам. Но можам тука и да ги пофалам мојот персонал, господја Зоре и господја Бети, кои навистина вложуваат труд во својата работа. Председател... нема ништо без тим, ништо не се може само. Значи ја велам, работата е тимска. Ништо не може да се постигне ако немате добар тим. Јас како председател не може се да постигнам. Они ми подготуваат седници, ми подготуваат материјали, ми закажуваат состаноци и ред други работи. Но вие што го поставите прашање, не знам колку дозволува времето. Имаме време. Ние меѓу останатите успешни работи имаме фолклор кој навистина му посветуваме внимание. Таму председател на тоа на културно забавен живот е господја Блага Трпевска, која неуморно работи на таа проблематика и постигна успеси. Настапуваме Вања Лазарова, Колнебилкот, господја Ленче, настапуваме на регионални фолклорни манифестации. Имаме збратимување со Прокупле, Пробиштип, Гевгелија, настапуваме таму, тие доаѓа. Но што е најбитно во сета ова работа, кога говорам за фолклорот, ние 20-та година успеавме нашата играорна група и нашите пејачи да освојат, да не речем, ајде, прво место не е адекватен збор, него беа најдобри во Македонија и бевме предложени од комисија за прогласување на победници. Отидовме у Словенија на такмичење на меѓународно, каде што присуствува Словенија, Австрија, Чешка, Полска, Германија, 23 земји. Па со гордост кажам дека таму бевме најдобри. Па секако дека нашиот фолклор е... Нашата музика, која рече дека музичари свират, нашата играорна која почна да игра, верувајте, таму имаше амбасадори, таму имаше градоначалници, таму имаше многу битни луѓе на позиција. Сите, цела сала стана, орото немаше каде да се движи, сите станаа да играат. Така, верувам дека такво искуство вие патувајќи го имате секако со вашите настапи низ целата земја. Па јас да ви кажам, токму сакам да се надоврзам на искажов на председателов. Значи, јас имам направено, реализирано 3 до сега концерти, самостални, овде во Скопје. Првото беше на 30 години јубилеј во универзална сала, 40 години Дом на армија, 50 години Дом на армија. Така да, голема благодарност до сите пензионери од Македонија, особено од Скопје, заради тоа што од сите населби всушност ми беа најверната публика. Тие ми си најверни заради тоа што сега Круме Спасовски, кога јас не само што настапувам, например, кај што сум, не е дека поканет званично, него настапувам и на овие прослави што се
на Тако помали некои собиранки. хуманитарни, да. на поставување на камен темелник на цркви, на манастири, осветување на манастири. Браво. Тие Така и помали некои славите настани. што, нели? А председателот сигурно дека ќе се сложи со мене, најпосетена публика и нај публика се пензионерите. Така е. Така да голема благодарност до сите пензионери, уште еднаш ќе кажам. Така. А инаку што се однесува до, како се вика речи го тоа, Сдружение на пензионери, ја и честитам заради тоа што, како се кажа председателот, тие здруженија и го продолжуваат животот на пензионерите. И така, и на сите така. Јас сум еден од тие. Така. Тања, еве вие, освен што сте нутриционист, ама често и патувате, па дали еве имате можност ете и надвор од Македонија да слушнете ете нашата песна? Па јас секогаш издувен вентил ми е песната. Така. Слушам буквално се. Браво. Мислам дека и најпродуктивните мои планови на исхрана и кога ми било најтешко и кога сум запнувала да решам некаков здравствен проблем со храната, со добра музика. Се е полесно Се некако. е полесно, точно затоа што енергијата и вибрацијата која што ја дава музиката го бистри умот. Да. Убаво е што слушам, ако сум малку излезена од контекст на што се случува, меѓутоа убаво слушам дека има вакви здруженија кои што ги собираат пензионерите затоа што голем дел од нив или се осамени. Еден тип на анимација каде што ќе бидат поздрави затоа што преку таа дружба не доаѓа до некои одредени здравствени проблеми. Значи се негува умот, се негува физичката активност, се негува перцепцијата, контактите. Некако во последно време се изгубивме во тие интеракции наши, каде што ќе имаме особено после особено короната, друштви. таа некако навистина како ново доба да имаме после короната. Па да, што се случи. и пред короната Да. почна некои работи, луѓето едноставно да се отуѓуваат, меѓутоа добро е што постојат луѓе кои што ќе ги соединат во најразлични здруженија и кои што ќе придонесат да тие не се чувствуваат запоставени, бидејќи голем дел и од семејствата на пензионерите се деца кои што се надвор од Македонија и сепак на некој начин со некоја дружба ги анимираат и давањето на обврски создаваат и ангажмани кои што се позитивни, нели, даваат да те се чувствуваат уште подобро, уште поздрави, затоа што знаеме дека сето тоа влијае и на нашиот дух, и на нашиот ум, и на нашето здравје, така да апсолутно, а се преку песна е многу полесно. Колку ете да речеме исхраната во тоа трето доба треба да се внимава и на што особено да речеме ете пензионерите треба да обрнат внимание кога станува збор за исхраната, што е препорачливо да речеме во тие години, можеби да се не толку или во зависност од каква здравствена кондиција се всушност тие. Тоа е се индивидуално, меѓутоа морам да ги пофалам постарите генерации, тираат по некој наш традиционален македонски терк. Многу малку, во вистина, одат по пазарите или имаат собствени бавчи во колку им дозволуваат можностите, па сами си одгледуваат овошје и зеленчуци. Бидејќи си имаат слободно време, па сами си... Традиционално секој петок си го јадат графчето, кое што е на трпезата. Значи, некако се исклучуваат од таа индустријска храна, брза храна. Не им е тешко да приготват некое македонско јадење, така да мислам дека и на тој начин, на индиректен начин, си го чуваат и здравието, преку сето она што е сезонско, овошје и зеленчук и готвената храна, која што е неминовна на нивната трпеза, што значи дека на некој начин и тоа придонесува да не сакајки или свесно сакајки внимаваат. Никогаш не се преадуваат, никогаш не се... Особено за Еве ќе ги постите. прашам Не се нешто што
нели, не си во некој хедонизам, да се разбереме, со ретки исклучоци, сега не можам да сите да ги класифицирам Освен за некои прослави, слави и такви па некои и тоа моменти. е ретко, нели, ама во секој случај, па добро и живи суштества сме, ако не Дозволено е постои некогаш да такво се нешто, опуштиме. зашто да не. Така да сакам да кажам дека таа популација некако повеќе внимава. За жал, оние помладите се тие кои што Треба многу повеќе. Да, во последно време мислам дека не прашува здравствената состојба кој, како, зашто и некако за жал се повеќе одиме во некоја надолна линија во однос на здравието. А имаме се чувајќи достапно. Не чувајќи си го, затоа што здравието е нашето најголемо богатство, природата е исто така нешто што е нашето богатство, физичката активност која што е неминовна по целата таа една комплексна состојба и најмногу духот. Да. Значи се почнува, завршува од умот и од срцето. Некако стануваме свесни, ете, брзо време, стресно се живее, нели, се во некои брзаници и постојано велиме дека имаме многу проблеми ова. Меѓутоа, кога ќе дојде зборот за здравието, тогаш застануваме имаме еден проблем. За жал, да. За жал, кога ќе се наруши здравието, тогаш се посегнува по здрав начин на исхрана, здрав начин на живење, култура кон исхраната. Тогаш се посветуваме и тогаш не. Значи, убаво кажале, здрав човек има 1000 желби, болен човек има само една. Да ве прашам нешто. Може ли да ве прашам? Зашто? Кога, еве, например, јас лично, толку се спремам за да ославам пред концертот, пред Бубамара. Абе, така ми се отвори апетит. Пукнав од јадење. И сега што да правам, мило? Не сте го избрале правиот нутриционист. Да, во последно време сите се трудат и мислејќи дека на некој начин со спроведување на еден одреден протокол ќе направат да симнат килограми, да е Боже, јас велам во последно време да се само решавање на килограми во прашање, што не е така. Треба индивидуален пристап. Значи, не секој овош и не секој зеленчук е здрав за индивидуата која што здраво се храни. Има одредени нутритиви кои што треба да се селектираат. И ако веќе сте решиле некој килограм да симнете, сте требале многу порано да поведете грижа за килограмите, ама килограмите и не се толку колку што перцепцијата, за жал кај нас перцепцијата околу храната е баш токму килограмите, што е многу спротивно на она што во моментот се дешава на овие простори, што значи дека здравието се чува секој ден со здрава храна. Да, сум и јас да некогаш се направи отстапка и да исклучок, меѓутоа да не е начин и живење и погледи кон културата на храната. Така, момчило, еве, кажавме дека убаво активни сте, но верувам дека, ете, кога се собирате, да разменувате најразлични муавети, теми, но верувам и дека си кажувате по некоја шега. Па може ли да ни кажете, еве, некој виц вие? Немајте. Нешто што си го споделувате. Господинот Круме, нашиот доен, да му кажам дека он сигурно знае, но еве јас да кажам, бидејќи јас се трудам и пишувам, Круме знае текстови за фестивал, имам на многу напишал, чак што ише и на Сузе, на Билана и Орхидеен бенд прилепа и многу други. Вели дека кога припрема концерт или некој настап многу битен, му се јаде многу. Вие не трчате, не одите у теретана, но психичкиот дел па предизвикува и телесна потреба, трошите енергија. Преголема енергија во тоа трошите. И организмот ја бара таа енергија да се надокнете. Вие сакале или не, организмот тоа го бара. Вицеви, јас не знам колку знам,
Еве ќе Барем кажам. мене ми кажа николку, додека ве чекавме да почнеме програма. Јас знам дека таму во Здруженијето убаво си го поминуваат денот, се кажуваат вицеви. Јас у бања бев сега, да кажам, во Негорски бањи, кај што прекрасно помина. А у тоа време се одржуваше првенството на ракомет. И гледав ракомет, жената холот, оди со друштво, седи тамо и си млаветот. И да разберам дека вице многу знам. И велат, ајде да дојде и кажи некоја. Абе, да кажам, ама не ми се домаќински. Еми, какви имаш такви? Ба, јас ке ви кажам неколку сега. Се надам се соодветни за вутринска. Малце освежување, нели? Ајде, добро. Секако. Еве сега си одат маж и жена низ градот и наеднаш можат да догледува гинекологот на жената и вели, овој не беше твој гинеколог? Да бе, мој беше. Па не те поздраве. Па што мислиш ти, по фацата ме позна? Останува жена. Кажи нешто мръсначка, што се Не се овие мрсни, се ред сланина, ред месо. Останува дефект со колата, гумата и се дупнала и се ова на татко и господја вика, тато ми се дупна гумата, вика, што да правам сега? Ами викни го мажот ти. Па му се јајв недостапен е. Добро, резерва немаш ли? Абе му се јајв и на него, вика, и тој не се јави. Добре. Да, може да се преведе на... Уште еден само. Извинете, ајде, повелете. До 3. Да. Уште еден и До доста. 3 треба Да, добро. Не е проблем, јам до утре може, ама доста е. За сега, после ако сега уште може. Двајца другари се среќаваат и едниот му вика на другиот, абе знаеш дека ја на Дивиот Запад најбрз сум? Кај бе, како најбрз? Кој ти кажа тоа? Па жена ми кажа. Кажи го за пензионерите двајца кои се прешувале. Може? Може, па да. Се среќаваат двајца, многу. Се среќаваат двајца пензионери, долго време не се виделе и едниот вели, кај си бе, века, нигде те нема, не сум те видел кој знае од кога. Тука бека, натака, на Конворски нешто. Абе, кажи бе, века, аутот како те служи? Како студент. Како бе, како студент? Века, па кај мене ништо. Абе, како студент? Века, ја ке му најдам работа, тој неќе да работи. Добро. Круме. Извини само, Вирче, сакам да споделам една приватна убава ситуација што се случува во семејството на Тања. Неодамна добивте принова, сте баба, не знам дали по прв пат. Да, по прв пат, прво помаш. Прво помаш. Може да ни споделите малку за ето тоа ново искуство и нова улога која што имате? Па и минатата година и оваа година некако на приватен семеен план ми се случи убави работи. Ако дај Боже, само Моите два сина, едниот кој што живее во Берлин, ја побара својата сопатничка за сопруга и они веќе стапија се регистрира. Оваа година на 3 февруар добивме принова машко Грегор. Добар Браво, живо. Ме чека 2 свадби оваа година. Прво помалиот ке се жени, значи Алек и Јована ми прават свадба во мај месец, а додека Гого и Моника во свадбата решија да ја организираат, уште лани беше тоа се планирано, нели они се си планираат, а сега денешниве млади толку убаво се си планираат, се си организираат, ние родителите како гости доаѓаме. Така да они ќе прават на 19 септември, што значи дека ме очекуваат убави приватни обврски. Може да се одморите од свадба до свадба, од мај до септември. Тоа за убаво, никогаш се убавите работи, не се одвишок, дај Боже да ги има секој ден и се повеќе. Се повеќе да се веселиме и радуваме на убави моменти. Не дека убаво се одвива онака како што треба. Со тоа што баш е убаво, јас
и пред тоа станува баба, ама не директна аз баба од собствено Кој би дете. рекол? Од собствено дете, така да во овој момент баш сум така хипи, уште малку ќе заминам во Берлин, пошто тие таму живеат, таму и се роди внукот, таму се преселени, малку да им помогнам. Во моментот е мајката на Моника во Берлин им помага, меѓутоа неминовно е нели да јас пред се заради обврските, а и заради желбата на Моника да мајката биде нејзина присутна таму, меѓутоа ќе морам додам заменски малку да помогнам. Не дека не добро се снаоѓаат, меѓутоа знам јас имам живеено во странство. Друго е кога некој има, за жал живее во период во Германија каде што беше Шенген виза, па не можеше никој да дојде да ми помогне, меѓутоа имав и тогаш несебична помош од далечина, што би рекле, немаше тогаш мобилни телефони, немаше, меѓутоа мислам дека родителите се тие кои што ние баби ви дедовци треба само да подпомагаме, ама тие се тие кои што ги воспитуваат и гледаат собствените деца со многу голема љубов. Нека ја со среќа. Така да дај Боже уште повеќе да си дочекам внучиња, затоа што мислам дека е тоа нешто што е неминовно богатство и дека се тие нешто што им даваме многу повеќе од на нашите деца. Така знам, татко ми велеше, може да кажете за вашите Сега ќе ви внуци. кажам јас, први нека Многу ја со повеќе среќа, мислам дека им дават. да ги поздравиш и биди сигурна дека ќе наминам макар на 10 минути да ја отпеам Вера на свадбата и да се забавам. Ако драго ќе ни биде. Ако те пуштам да си. Јас исто така имам, таман убаво спомнавте, свадбиве, јас имам внука од Керками, Анастасија на 17 мај права свадба. Браво. Така да сум пресреќен и некој што се однесува до внуци, моите внуци се големи, ама затоа имам две прекрасни машки правнучиња. Одлично, дај Боже сите да се чекаме. Сме од семејството на вампирите, доста сум стар. Така да сум пресреќен, а апсолутно се сложувам со вас дека нема ништо поубаво од кога ќе добиеш така принова да ти се продолжи лозата. Така, да. Момчило, вие сте. Дедо, имате внуци? Јас можам да се пофалам, горд дедо сум, имам од синот два внука, едниот е на Финки, како? Финки, да. Децата ови су шала. Го кажуваат во поише верзии. Да, таму е и помалиот е втора година гимназија, Јосиф Брос. А од керката имам внука, конкуренција на господинот Круме, Анастасија. Анастасија, која е фудбалски судија, се почетен фудбалски судија, суди од трета лига, се надевам дека ќе напредува. И внук кој е трета година во Штип медицина на факултет. Така. Иначе, јас, ако дозволува времето, да се навратам малце на... Па имаме, уште 2 минути до реклами, па потоа ќе продолжиме. Значи, јас кога кажав дека одлично се работи само тимски, но не е доволно само тимски да се работи. Мора поддршка од општината, ние имаме сега нова градоначалничка Бети, господја Бети Станковска, која навистина сите се чудиме. Она е буквално секаде присутна на секое место, во секое време и велиме, ова жена има ли семејство, колку енергија има што тоа сето го постигнува. И доста како што рековте, со добар тим се постигнува. Со локалната самоуправа имаме прекрасна соработка. Прекрасна соработка, а тоа не сега, тоа треба подолго. И со господин Торце, која беше градоначалникот, исто траеше. Неуморниот господин Торце сега ние во градот. И благодарение на него можам да кажам дека има големо подобрување.
видно. Околу тоа би сакал да кажам, бидејќи следуваат рекламите, Да. ако има после време ќе зборувам. Секако. Тука ќе направиме едно мало освежување и да ви свариме по едно кафенце да се напиеме, а секако да направиме пауза и се враќаме во студија повторно со нашите гости.